Менаџерскиот тим на Македонска навигација во соопштение до јавноста реагира околу најавите за штрајки и затворањето на небото на 20 и 24 октомври. МНАВ како институција е дел од критичната инфраструктура која директно ги штити животите и безбедноста на патниците, екипажот и воздушниот сообраќај што пристига, полетува и прелетува над Македонија. Работата на контролата на летање не сме и не може да запре под никакви околности поради ризикот по безбедноста на сите граѓани, се наведува во соопштението. Менаџментот го признава правото на синдикалните организации да организираат штрајк како интегрален дел од борбата за подобрување на работничките права на вработените. Но нагласуваат дека секој штрајк во институција која обезбедува безбедносни услуги мора да биде организиран така што работно ќе бидат ангажирани доволен број на контролори на летање, за да се одржи безбедното управување со воздушниот сообраќај. Ниту една активност на синдикатите или било кои други субјекти не смее да доведе до загрозување на животите или инфраструктурата, посочуваат од менаџерскиот тим на МНАВ. Оттаму остро се спротивставуваат на сензационалистичките и неточни најави кои се шират од страна на дел од раководството на струковиот синдикат. Повторуваме дека ширењето на дезинформации и панични наслови е неодговорно и може да создаде неоправдан страв кај јавноста и нестабилност во работењето на службите за авиација, се наведува во соопштението. Од 1 јануари до 30 септември годинава казнети се 18.458 возачи кои учествувале во сообраќајот без да имаат возачка дозвола. Најмногу вакви прекршоци се евидентирани на подрачјата на секторите за внатрешни работи Струмица и Скопје 3275 и 3202 прекршоци, соопшти МВР. На територија на СВР Битола санкционирани се 2811 возачи за возење без возачка дозвола. На подрачје на СВР Тетово изречени се 2086 мерки, а во СВР Куманово санкционирани се 1660 возачи за управување без возачка дозвола. Од страна на мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата во овој временски интервал биле изречени 1634 мерки за возачи кои учествувале во сообраќајот, спротивно одредбите во членот 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно возеле без возачка дозвола. Додека пак на територија на секторот за внатрешни работи Велес 1466 возачи управувале возило без возачка дозвола. На подрачјето на СВР Штип изречени се 1238 мерки. Во првата недела од октомври, односно заклучно со 7 октомври оваа година, во рамки на сообраќајните контроли досега констатирани се 373 прекршоци за учество во сообраќај без возачка дозвола. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, со тоа сите да придонесеме за посигурни и побезбедни патишта, се наведува во соопштението од МВР. Светските лидери го поздравија договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас, објавен од американскиот претседател Доналд Трамп. Честитки до него и неговата улога упатија Европската унија, Велика Британија, Канада, Индија, Пакистан, Австралија, Нов Зеланд, Аргентина, како и Обединетите нации. И Москва даде зелено светло за планот на Трамп, оценувајќи дека неговиот план за Газа е најдоброто решение. Планот на американскиот претседател Трамп за прекин на војната во појасот Газа и покрај тоа што е општ и недоволно конкретен, во моментов е најдобрата опција, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека Иран би можел да биде дел од поширок мировен договор на Блискиот исток по завршувањето на војната во Газа, изразувајќи голема доверба дека неговиот план ќе доведе до траен мир во регионот. Верувам дека Иран всушност ќе биде дел од мировен процес. Земјите што претходно не се согласуваат сега се вклучени и тоа искрено го обедини целиот свет. Целиот свет се обедини, толку многу земји за кои не би помислиле, истакна Трамп. Тој додаде дека работите ќе бидат многу различни на Блискиот исток, но и низ целиот свет. Сите потпишаа и тоа беше навистина неверојатно време и толку одлично за Израел, толку одлично за муслиманите, за арапските земји, за Соединетите американски држави, порача американскиот претседател. Американските санкции против српската нафтена индустрија стапија во сила откако на компанијата не е продолжена посебна лиценца од Министерството за финансии на Соединетите американски држави, што овозможува непречено работење. Во соопштението се наведува и дека одставањето на компанијата на листата на специјално назначени државјани во јануари низ внимателно ја следи ситуацијата и се обидува да го прилагоди своето работење на новите околности. Приоритетите, како и досега, остануваат редовно снабдување со нафтени производи на домашниот пазар, како и зачувување на социјалната стабилност на вработените.
Нафтената индустрија на Србија во овој момент обезбеди доволно залихи на нафта за преработка, додека бензинските пумпи се правилно снабдени со сите видови нафтени производи, се вели во соопштенијето, како што се истакнува во случај на прекин на работењето на странските платежни картички. Плаќањето на бензинските пумпи ќе биде можно со домашната картичка, дина, готовина, како и со други методи. НИС наведува дека во соработка со партнерите, владата на Република Србија и акционерите работи на надминување на оваа ситуација. Официјален Белград деновиве соопшти дека ќе води разговори со руската страна. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, од денеска времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во пораст.